Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ТВ Ординација. Вечерва во ТВ Ординација имаме гостин од клиниката Аџибадем Сестина од Скопје. Станува збор за доктор Мирослав Темелковски. Докторе, добро вечер. Добро вечер на гледачите и на телевизија ВИС. Така. Вечерва, докторе, зборуваме за еден орган, односно за матката кај жената. Зборуваме, но и за јајчниците. Точно. Каков орган ни е матката? Значи, матката е репродуктивен орган во основа, бидејќи би кажал светот се врти околу жената, околу нејзината репродукција, населението во светот и сето тоа. И јас би почнал, за да ви ја расчленам темата, би почнал, бидејќи ќе зборуваме за матката, би ја поделил матката на два дела. Во еден дел би зборувале за грлото на матката и промените на грлото на матката, превенција од тие промени, во вториот и промените, добрите или лошите, и третманот нив. Во вториот дел би зборувале за телото на матката и во трет дел би зборувале за така наречените аднекси, односно тоа се јајчниците и јајцеводите. Така. Зборуваме за матката, но спомнавте и самиот зборуваме за позитивните и негативните страни кои што се создаваат во овој орган. Најчест проблем кој што може би најчест проблем кој што знае да го направи матката е карциномот. Точно. Кај која популација, кај кои жени најголем е ризикот за појавата? Значи, како што светот оди понатаму, контактите на луѓето меѓу мажите и жените се зголемени, сексуалните контакти секако, и незаштитените сексуални контакти се зголемуваат. Со тоа што најчесто доаѓа до инфекции на грлото на матката, и тоа се вирусни инфекции од типот на хуман папилома вирус. Се предпоставува дека со незаштитени инфекции, бидејќи контагиозноста, односно пренесувањето на вирусот, независно дали од жена на маж или од мач на жена е висока, доаѓа до инфекција. Вирусот сам по себе спаѓа во групата на ДНК, дезоксирибонуклинската киселина е основа на животот на човекот. Значи, и со самото негово навлегување во клетката на грлото на матката, доаѓа до трансформација во ДНК на клетката и доаѓа до појава на патолошки клетки кои што не се типични. Сега, што понатаму јас не би сакал да навлегувам многу, едноставно, имуниот систем на човекот е приспособен надворешните фактори, меѓу кои што се вирусите, да ги препознава. Не може да го препознае. Зошто? Затоа што влегува во самата клетка, во јадрото. Ако го уништиме јадрото на клетката, ќе уништиме клетката. Со тоа, ако уништиме многу клетки, ќе уништиме ткиво. Значи, не го препознава и во многу долг период, сите мислат дека овој период е краток, доаѓа до развој на преканцерози, така наречени, и сега ќе почнеме со грлото на матката и со преканцерозите. Значи, од било која причина да не навлегуваме само во етиологијата дека таа е вирусна, во 90% е вирусна, од ХПВ инфекции, тие преканцерози како би се превенирале прво. Значи, штом една девојка или жена, како сакате, влезе во сексуални односи, мора да има еден период на инкубација за имуниот систем да одговори на таа инфекција, да ја речеме од ХПВ, да ја елиминира или да перзистира, да продолжува да обстанува понатаму. За да го спречиме тоа, па ние во нашата држава веќе 10 години е спроведена ХПВ вакцина. Имаше од почеток ко сите вакцини голем отпор, успеавме да ја вметниме во законот и таа е задолжителна за женските. Ама не се женските само носители и преносители на инфекцијата. Секако и машката популација, па се надевам дека таа беше 4-валентна вакцина, многу сигурна, многу добра вакцина. Се надевам дека ќе дојде кај нас и 9-валентната вакцина и се надевам дека ќе почнеме не само женските, односно девојчињата да вакцинираме негде од 14 годишна возраст, него ќе почнеме и машките. Сега, во овој дел е еден дел од превенцијата. Што понатаму? Понатаму за грлото на матката битни се земање на Папа Николау тест. Популарно го викаме сите ПАП тест.
Значи, тоа е еден бриз од клетки кој што се зема од неколку дела. Од вагина, од надворешниот дел на грлото на матката и од самиот канал. Се размачкува на стаклена подлога и после тоа се обработува, да не должам, биохемиски и нашите колеги од патологија го обработуваат и го гледат. Во таа, значи, ние добиваме резултат дека е нормален, тој резултат или може да добиеме преканцероза. Значи, која е целта на превенцијата, сега зборуваме? Да не добиеме карцином, ние резултат дека жената има карцином. Неко да добиеме резултат во кој што жената има преканцероза. Тука спаѓа дисплазиите, односно цин народот ги вика, или ниско и високи промени на плочестиот епител на грлото на матката. Значи, до таа состојба, кога е во преканцероза, излекувањето, било кој тип на излекување е 100%. Значи, во раниот стадиум, кога имаме низок степен на плочести промени, се пробува, односно се лекува, не се пробува, него се лекува со антиоксидантна терапија. Едни антиоксидантите, тоа се најчесто витамините А, С, Е, се додава селен како исто антиоксидант цинк и на девојка или жена, како сакате, влезе во сексуални односи, мора да има еден период на инкубација за имуниот систем да одговори на таа инфекција, да ја речеме од ХПВ, да ја елиминира или да перзистира, да продолжува да обстанува понатаму. За да го спречиме тоа, па ние во нашата држава веќе 10 години е спроведена ХПВ вакцина. Имаше од почеток ко сите вакцини голем отпор, успеавме да ја вметниме во законот и таа е задолжителна за женските. Ама не се женските само носители и преносители на инфекцијата. Секако и машката популација, па се надевам дека таа беше 4-валентна вакцина, многу сигурна, многу добра вакцина. Се надевам дека ќе дојде кај нас и 9-валентната вакцина и се надевам дека ќе почнеме не само женските, односно девојчињата да вакцинираме негде од 14 годишна возраст, него ќе почнеме и машките. Сега, во овој дел е еден дел од превенцијата. Што понатаму? Понатаму за грлото на матката битни се земање на Папа Николау тест. Популарно го викаме сите ПАП тест. Значи, тоа е еден бриз од клетки кој што се зема од неколку дела. Од вагина, од надворешниот дел на грлото на матката и од самиот канал. Се размачкува на стаклена подлога и после тоа се обработува, да не должам, биохемиски и нашите колеги од патологија го обработуваат и го гледат. Во таа, значи, ние добиваме резултат дека е нормален, тој резултат или може да добиеме преканцероза. Значи, која е целта на превенцијата, сега зборуваме? Да не добиеме карцином, ние резултат дека жената има карцином. Неко да добиеме резултат во кој што жената има преканцероза. Тука спаѓа дисплазиите, односно цин народот ги вика, или ниско и високи промени на плочестиот епител на грлото на матката. Значи, до таа состојба, кога е во преканцероза, излекувањето, било кој тип на излекување е 100%. Значи, во раниот стадиум, кога имаме низок степен на плочести промени, се пробува, односно се лекува, не се пробува, него се лекува со антиоксидантна терапија. Едни антиоксидантите, тоа се најчесто витамините А, С, Е, се додава селен како исто антиоксидант цинк и останати има други препарати кои што се на растителна основа, а спаѓаат во групата на антиоксиданти. Ако во еден подолг период, значи не се излекува тој периодот, обично ние го поистоветуваме со колку пати се направени контролите. Значи, една жена ако дојде и има со цин 1 да ја употребиме номенклатурата и с него диагностицирале и барем во 3 наврати ни се повторува цин 1, нема прогресија понатаму, обично правиме
колпоскопија. Колпоскопија е визуелна метода со зголемување од 16 до 20, го гледаме грлото на матката, со хемикалии го бабриме и го обојуваме. Промените се манифестираат, од сите промени видливи на колпоскопија правиме биопсија. Сега веќе со биопсијата имаме ние диагноза. До сега зборавме за скрининг метода, тоа значи брза, ефтина, за 3 дена го добиваме резултатот и ние правец, во кој не води по натамошниот третман. Еве, сега сме направиле колпоскопија и таму добиеме, да речиме, цин 2 и 3. И употребувано тие меѓу луѓето најупотребувана номенклатура, иначе таа е застарена, ама не е тоа битно сега за гледачите. Значи, тоа е група на преканцерози. Ако добиеме цин 1, имаме едноставна метода постоја. Ласер вапоризација. Значи, цело тоа поле, сите тие полења правиме со ласер отстранување на патолошкиот процес, во здраво го викаме, во медицината, за околните клетки кои што се здрави, го препокријат тоа поле. И си дојде здрав епител и таа жена нема нити видлива лузна, нити ќе има било што. Значи, за разлика од тоа, па овие што се средно тешка дисплазија цин 2 и тешка дисплазија цин 3, да се од еден цилиндар вадите конус. Што е битно за конизацијата? Прво е битно жената дали е во репродуктивна фаза, дали таа има остварено фамилија со деца, мисли да раѓа, не мисли да раѓа, и сите тие фактори за да се извади. Обично младите жени, таа промена е широка, плиток конус. Кога е извадена промената, дали од типот на дисплазијата во здраво и добиеме, значи, на патохистолошкиот налаз што ни го даваат колегите, дека извадена во здраво, со тоа е завршен и диагностичката процедура и третманот, лекувањето. Што понатаму? Таква жена нормално ќе оди по-често на прегледи, односно оди 2 до 3 пати годишно, во првите 3 години, после тоа ставаме, ако нема никаква појава на цинови, ја ставаме во групата на ризични, ама не толку ризични, не високо ризични. И си оди еднаш годишно. Зошто го кажувам ова? Затоа што еднаш во животот појава на цин и третман дали имало или нема, тоа значи дека таа жена треба да се подложи и после менопаузата до 10 години да си оди редовно на прегледи за грлото на матката. Зошто го повторувам, пак ќе го повторам. Грлото на матката е најдостапен генитален орган, покрај надворешните генитали, е најдостапен орган. Зошто? Прво го гледаме со око, второ го гледаме може да го гледаме со колпоскопија и секогаш ги бараме промените покрај тоа што се микроскопски, што ни ги даваат колегите и визуелно може да го. Ни е достапен орган. Не ни требаат некои дополнителни апаратура, ултразвук, не знам, скенери, магнетна резонанца или сето. Едноставно, треба да сватиме дека една жена, за да ја превенираме појавата на карцином на грлото на матката, ако прави прегледи еднаш годишно, тие се обработуваат систематски, сериски, како да ви речам, во лабораторија, но тогаш ние ќе го достигнеме нивото на скандинавските земји во појава на карцином на грлото на матката. Докторе, сакам да ве запрашам, широка е палетата на бактерии и инфекции кои што може да навлезат во матката и да направат навистина проблеми, се извинувам. Со тоа ни ги дава и различните симптоми. Модерните лекари, во наводници, тоест интернетот, знаат да напишат дека карциномот на матката не може да даде симптоматологија која што може да не однесе, односно да не алармира дека навистина станува збор за карцином. Што всушност представува симптоматологијата која што не наведува дека веќе имаме развиток на карцином? Значи вака се, пред да почнеме со симптоматологијата, ќе се уфрлам да ви кажам. Значи што препорачуваме
како гинеколози да не дојде до инфекција на гениталните органи. Дали е бактериска, вирусна, не е битно, габична инфекција, не е битно. Секогаш односите да бидат со кондом. До оној момент додека партнерите не решат да имаат деца, односно да имаат поколение. Значи симптоматологијата сама сега рековте. Ако еден маж и жена не користат кондоми, не викам јас жената да го користи кондомот, него обратно, мажот да го користи, ама жената да инсистира на тоа, обично се јавува назначено бело перење, го викаме, бело прање на српски, или се вика флуоралбус, латински би употребил, немам соодветна терминологија. Значи, пореметување на флората. Флората може да се поремети, рековме, од бактериска, вируска или габична инфекција. Пореметувањето на таа флора, грлото на матката е таков орган кој што во каналот на грлото на матката, во тек на еден менструален циклус, ја менува средината. Значи, зошто ја менува средината? Нормално е. Таа жена негде во средина на циклус има овулација и треба да остане, да предпоставиме, бремена. За да можат сперматозоидите да продрат. Со променување на средината на грлото доаѓа инфекции кои што можат да се прошират не само на грлото, можат и во матката, преку матката во внатрешните генитални органи, дури до стомахот. Значи до стомачната празнина, затоа што матката, телото на матката се наоѓа во тазовата празнина. Долниот дел од стомахот, или абдомен латински, го викаме пелвис латински, а македонски е тазов. Тазов дел, најнискиот дел на стомахот. Заради тоа, јас инсистирам на превенција. Значи, рековме, една од симптоматологите може да е зголемено таа секреција вагинална. Секогаш кога имаме таква секреција, размислуваме во правец на инфекциите. Во кој правец? Сега рековме, ако 90% се причинители одредени типови на ХП вируси, ние секогаш може да направиме така наречена ХПВ типизација. ХПВ типизацијата е малце спора метода за докажување на вирусите, ама за период од 2-3 недели ние добиваме резултати, не кај нас, во цел свет зборувам и кај нас е спора, добиваме резултат кој тип на вирус. Вирусите па сега на ХПВ се делат на високо и ниско ризични. Нас не интересираат високо ризични. Ако таа особа спаѓа има ХПВ високо ризичен вирус, ние покрај терапијата што ќе ја даваме од антиоксиданси, локална терапија со антиоксиданси, ќе ја подложиме на почести анализи. Значи, во кој период? Во период на 6 месеци, ако треба, ќе повторуваме папот, а ќе правиме еднаш до 2 пати во период од 2 години ХПВ типизација. Зошто? Затоа што човекот има имун систем кој што е многу комплексен и не знаеме кога ќе дојде до излекување, односно не знаеме кога ќе дојде до притајување на инфекцијата и таа да тлее, а да не се развие во повисок степен на цинови сега, па што ги зборувавме претходно. Трет симптом исто, еден од симптомите може да биде контактно крварење. Тоа значи при односи. Тоа значи дека треба да обрнеме внимание и повторно да исклучуваме дали е бактериска инфекција, дали е вирусна инфекција, дали е габична инфекција. Прво да го излечиме тој тип на инфекција, после да одиме за понатамошни и би рекол, обсежни мерки на истражување, како што е, ја спомнавме, биопсија, па следи конизација и така натаму. Така. Во некои од претходните наши емисии ја спомнувавме трилоджи методата која што имате во вашата клиника. Дали кога станува збор веќе за лекувањето на карциномот може да се лекува и со истата метода? Значи вака, трилоджи е и радиациона, значи зрачна терапија, која што се користи во првата фаза од третманот или во втората. Значи, третманот на карциномот може и да биде со ирадиација, хемотерапија, па после да има оперативен зафат. Или може да има хемотерапија или ирадиација, се зборуваме за ирадиација, има оперативен зафат, па повторно да оди на ирадиациона, на зрачна терапија.
кажано. Значи, Трилоджи е еден современ апарат кој што е за третман на инвазивен карцином. Ние не сме дошле уште до инвазивен карцином и сега продолжуваме понатаму, значи превенцијата која завршивме, некој третман, значи за жал инвазивните карциноми на грлото на матката се едни од во горната група по смртност за човекот, што се за жената во овој случај. И еден од излезите покрај хирушката терапија е третманот со ирадијација. Зрачната терапија во зависност од типот на карцином, јас тука не би навлегувал, не е интересно тоа за гледачите. Значи се оди и на зрачна терапија. Не е важно во која фаза. Трилоджи што е? Значи тоа е зрачна терапија која што го фокусира зракот само на патолошкиот процес. Немаме зрачење на околните органи. Второ, што е? Таа е компјутерска техника. Тоа што значи? Во тек на третманот, ние може преку компјутерската техника што ја содржи апаратурата да гледаме и да видиме како ни оди третманот. Дали имаме намалување на волуменот на тоа карциноматозно ткиво, па да реагираме во тек на терапијата со одредени дози. Значи, тоа е во технолошки многу напреден апарат, затоа што ни помага да не ги оштетиме околните органи. Во стомахот на човекот, на дното на стомакот, кај што се наоѓа матката, независно дали постои извадена, пред нејзе постои мочен меур, зад нејзе е дебелото црево. И сите црева се слеани надолу, значи во стомахот. При зрачна терапија и старите технологии, зрачењето се спроведуваше народски од папокот надолу до гениталиите. Значи со Трилоджи не. Значи таму кај што имаме патолошки процес со фокусирање на зракот, може ние да го уништуваме, а не да ги уништуваме и околните органи. Оти нема идеално нешто, значи секога нешто правиме, нешто оштетуваме. Значи кога еден било кој лек за главоболка ќе се напиеме, ние го земаме со многу течности, зошто? За не оштетиме екскреторниот систем на човекот. Така. Кога станува збор за токму за инвазивните методи, колку од нашата популација, женската популација, прифаќа или можеби тоа е ваша одлука дали да се оди прво на радиацијата или на... Значи ова е добро прашање. Јас само вака ќе кажам, карциномот, се збораме за грлото на матката, си има свој стадиуми. Значи први стадиум е поделен со подстадиуми, нема да ве гнјавам со тоа. Значи колку е понизок стадиумот, преживувањето, квалитетот на живот е подобар. Се оперира до втори А стадиум. После вториот А стадиум, тоа се одредува со прегледи и со тоа нема да ве гнјавам. Значи се одредува, се оди над тоа, се оди на зрачна терапија. Сега ако оваа терапија што збораме зрачна, стадиумот треба да го смали. И е точно дека го смалува. Го намалува на 2 или пониско, 1Б, да речеме стадиум, и тие имаат подстадиуми, и тоа нема многу да зборуваме, тогаш ние одиме во овај втор, значи што зборуваме протокол, да речеме, за третман, одиме прво зрачната, ни го смалила стадиумот, ја довела жената во оперативна хирушки пристапна состојба, ние тогаш ја извршуваме, иначе тие се опсежни хирушки операции, да не збораме за тоа со вадење лимфни жлезди, препарирање на многу органи, и тогаш во, значи, прифатлива фаза кога има пациентката, тогаш ние ја ставаме на оперативен. И истото важи. Ако прво се решиме на оперативен третман, значи се третираат пациенти што имаат инвазија до 2А стадиум. Така. Која е прогнозата? Значи, прогнозата зависи од многу фактори. Прво, од хистолошкиот тип на карциномот, најчест карцином на грлото на матката е повеќе слоен плочест епител, планоцелуларен, помалце се жлездените карциноми, и прогнозата колку е понизок стадиум, ако е 1А1 стадиумот, преживувањето е 99,9, да речам, посто. Значи, како расти стадиумот до втори А стадиум, ако земеме групно, значи сите да ги обработиме, имаме преживување
над 5 години се рачуна дека е ерадициран и кога нема рецидиви, излечен карцином. И после тоа во други протоколи го ставаме пациентот. Имаме преживување до 60%. Значи, колку е низок, гледате, сега наеднаш зборуваме за 99,9, да речеме, посто, наеднаш, кога ќе дојдеме втори А стадиум, 3 години, ако не се јави, е една, значи 1%, значи до 70%, 5 години, ако не се јави, 50%, над 5 години е друг процент и ни рачунаме дека е ерадициран, односно излечен тој карцином. Висок е процентот за големите стадиуми. И токму е тоа причината до овде, викаме, има зрачна терапија, односно има хирушка терапија, има комбинирана хирушка и зрачна терапија, до овде затоа што се надеваме, не се надеваме, него постоперативно ние знаеме точно до милиметар колку е зафатен органите и правиме прогностички индекс. Се дели на висок, да не векњавам, и низок индекс. И според тоа ја знаеме како оди и ригорозните контроли. Значи, да нема во првите 3 години е битно да нема рецидив на болест. Да нема наново појавување на карциноматозно ткиво. Било каде. Не само локално, него било каде во цел стомах. Така. Во текот на разговорот можев да забележам дека навистина ставате акцент токму на превенцијата. Кој ќе биде вашиот апел до нашите гледачки кои што има можност вечерва да слушнат што представува и третманот и лекувањето? Значи вака, превенцијата стално ја ставаме пред куративата, лекувањето. Зошто ја ставаме? Затоа што со добра превенција, ви кажав, ќе одиме напред и напред и ќе ги ерадицираме големите хирушки зафати, дополнителните трошоци, ќе го подобриме квалитетот на живот, не е исто жена што е оперирана радикална хистеректомија со обичен зафат, ајде да го речеме конизација. Кај што таа може утре и да повторно да раѓа деца и да нема никакви последици за здравието. Значи, затоа викам, превенција. Ние превенцијата за грлото на матката само да ја зголемиме редовноста на одење на гинеколог. Во ваква поставеност на службата, кај што имаме гинеколози матични, кај што земаат редовно, еднаш годишно се задолжени да земаат пап тест, ние би ја редицирале. Ама што? Ние имаме жени кои што воопшто не се пријавени во системот. Независно дали има осигурување или нема осигурување, дали е преку фондот. Значи, треба сите да ги ставиме во системот и да го решиме тоа еднаш за секогаш. Наједноставно, знаете како се решава? На почеток на годината работодавачот додека не донесат наод од гинеколог, нема да ја даде платата. Ке ја даде јануар, февруар, март е период кај што треба вие да одите на гинеколошки преглед. Стопирајте платата, секој од нас ќе оди одма да го направи прегледот. Не, да ја земите, јас викам. Да ја одложите. Да. Значи тоа да биде за да ни влези во главата дека треба еднаш годишно женската популација да оди на гинеколошки преглед. Така, бидејќи границата, старосната граница оди надолу и надолу. Надолу, се подолу. Така. Тоа е вистина. Доктор, јас ви благодарам на вистина на исцрпните одговори. Се надевам дека ова нема да биде прв и последен пат во таа ординација, ќе се видиме повторно со некоја нова тема за гледачите интересна. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме веќе во наредното издание со нов гостин и нова тема.